Дека во услови на разединети земјоделци, преработувачите и трговците најдобро профитираат, покажуваат негативните тенденции во оризопроизводството, кои во регионот се присутни 100 години наназад. Производителите се жалат дека откупните цени на оризот се девалвирачки и не им носат речиси никаков профит, поради што производството на оваа некогаш стратешка култура од година во година е се понеисплатливо. За да променат нешто на тој план се немокни поради неорганизираноста и контрапродуктивната улога што ја играат едно-две здруженија, но ниту се активни, ниту можат да соберат поголем број земјоделци. Зголемувањето на цените на оризот на светско ниво за 20% уште еднаш го потврди стратешкото значење на овој земјоделски производ, меѓутоа повторно од сето тоа ќе ќарат трговците. Имено, кај земјоделците нема залихи, кои сега би ги продале по повисоки откупни цени од 25 до 30 денари за килограм арпа или 50 до 60 денари за килограм ориз. Но затоа има кај преработувачите и трговците, кои количините ги откупија по значително поевтини цени, а сега ќе профитираат. При неодамнешната посета на Кочани, министерот Трајан Димковски одговори дека државата презема повеќе мерки за да ги подобри состојбите, меѓутоа долгорочна стратегија за развој на оризопроизводството од аспект на семенски материјал, заштитни средства, наводување, откуп и слично, засега нема. Политиката на субвенционирањето, што ја направивме со одвојувањето на оризот од останатите житни култури, ја враќа оваа култура на нивото од пред 20 на години, која беше главна земјоделска култура и препознатлив бренд на Кочанскиот регион. Во таа насока, програмата за 2020 година, субвенциите се зголемени по обработлива површина, каде што со задолжително користење на семенски материјал од 12.000 се на 25.000 денари, а за оние производители на ориз кои што не користат сертифициран семенски материјал, субвенциите се зголеми од 6 на 18.000 денари. Да напоменеме дека и преку програмата за 2019 година се воведоа дополнителни субвенции како интервентна мерка, и тоа за 5 денари по килограм. А без стратегија, без јасна развојна визија, унапредување на оризопроизводството нема, а добар дел од парите за субвенции и слично практично се промашена инвестиција, бидејќи факт е дека во Кочанската котлина оваа гранка бележи се поголема стагнација.